секој пат кога се качам на конј се осеќам слободно и се осеќам убаво само. Јас порано се занимавав со многу активности и след ковидот сите активности нели се затворија. И еден ден само братучетка ми ме праша дали сакаш да те однесам да јаваш коњи и јас се согласив со неа. И првиот ден од кога го пробав тоа, немав баш нешто да правам и си продолжив и така полека порасна љубовта за тој спорт. И сега секој ден се занимавам со тоа и се надпреварувам и преубаво. Прва средба со коњот што се сеќавам, малце бев восхитена дека никогаш не сум видела конј толку блиску. Никогаш не сум имала такав контакт со коњот и потоа се качив. Ми требаше малце подолго време да станам поблиска со нив и да сватам со што работам. Јас со Nightingale работам веќе 3 години. Тоа ми е прв конј што јас го купив и прв конј што јас секој ден се надпреварувам. Јехо ми е вториот конј, веќе сега ја јавам 1 година. И да, и се надевам дека повеќе ги има во иднината. Нели кучињата се опишани како најдобар другар на човекот. Ја мислам дека коњите се најдобар другар на човекот и дека нон-стоп работам со нив, се осеќа конекцијата. Државите кај што сум се надпреварувала биле Бугарија, Грција, Србија и Хрватска. Јас во Бугарија победив второ место во тимски надпревар. Потоа имам победена во Србија, во Нови Сад, прво место во 2022 година со Nightingale. И минатата година бевме во Грција и во Србија и во Србија победив повторно прво место со ехо. Се случило еднашка кај што јас имам надпреварувано против мојот тренер. И со било кој човек можам да се надпреварувам, со 50 годишен, со 11 годишно девојче, нема врска. На мојот прв надпревар со Nightingale, ја учев, нели, и се запознававме ние. И додека, нели, јас јавам и го скокам паркурот, таа ме рипа, после скокот рипа и јас паѓам директно во ограда. И после се повредив на моите ребра и 2 недели докторот ми кажа дали да не јавам, ама јас продолжив да јавам. Кај нас мислам дека недостасува све, недостасува коњи, терени, тренери, програми за тренирање и науката за спортот и за коњите. Во Македонија немаме доволно услови за меѓународни надпревари. Не мислам дека имаме и доволно услови за спортов да биде уште подобар од колку што може да биде. И затоа повеќе јавачи одат надвор од државата да тренираат и да се надпреваруваат, дека има повеќе можности надвор и има повеќе надпревар надвор и предизвици. Мене сон ми е да идам на факултет
нормално, ама да идам со стипендија за јавање, ама во некој добар универзитет кај што можам да го репрезентирам тој универзитет и да се надпреварувам за тоа, ама во исто време да можам да учам и да можам да добијам нели диплома. Мене многу ме интересно учењето, многу сакам да учам.